Актуелниот состав на Советот на општина Кочани ја одржа последната седница. Со тоа, обврските што остануваат до крајот на календарската година ќе ги преземат новите советници. Иако претходно беше најавено дека за оваа седница ќе се разгледуваат две точки од дневниот ред, во меѓувреме беше повлечена едната од нив, а што се однесуваше на предлог одлуката за измена на дел од детален урбанистички план за парцела во населбата Оризари. Со тоа, членовите на Советот го разгледаа само извештајот за извршувањето на буџетот на општина Кочани за третиот квартал од оваа година. Осврт на планираните и реализирани ставки во буџетот даде раководителот на секторот за финансии Дејан Рашков. При тоа истакна дека вкупниот основен буџет има извршување од 191 милион денари или 56%, што споредено со истиот период лани е повеќе за 58 милиони. Рашков оцени дека ова е најдобра реализација на квартален извештај воопшто и во делот на приходите и во делот на расходите. При тоа, планираните даночни приходи досега се наплатени со 58%, а во моментот салдото на сметката на основниот буџет на општина Кочани е нешто повеќе од 24 милиони денари. Извештајот за извршување на буџетот беше усвоен, со што практично заврши и седницата на Советот. На самиот крај советниците упатија благодарност за досегашната соработка и меѓусебно извинување за евентуалните навреди и дискредитации. Изградбата на браната Речани тече според планираната динамика и по пробивањето на опточниот тунел продолжуваат подготвителните активности за почеток на градба на преградниот зид. Известно пролонгирање на работите имало поради специфичниот карпест терен што се покажал како тврд за копање, но и пандемијата од COVID-19 влијаела на намалениот интензитет на градба. Сепак, состојбата е надмината, а објектот се гради според планот. Такви се најавите што неодамна ги даде и премиерот Зоран Заев, истакнувајќи дека конечно ќе се остварат очекувањата на жителите на Кочани и регионот. При тоа нагласи дека хидрообјектот ќе има тројна намена, односно водоснабдување за вода за пиење и наводнување, како и за производство на електрична енергија. Од 2019 година, токму во општина Кочани, започнавме капитален проект, а тоа е изградбата на брана Речани, каде течат активности според динамиката на градба и покрај пандемиската економска и здравствена криза. Оваа капитална инвестиција треба да заврши до крајот на 2024 година и ќе овозможи снабдување со вода за пиење и стабилно наводнување на околу 1500 хектари земјоделски површини, како и производство на електрична енергија преку изградба на 2 хидроцентрали. Според финансиските проекции, за изградбата на браната Речани е планирано да се вложат околу 3 милиони евра. Ги обезбедува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Техничкиот проект предвидува преградниот зид да биде од камен насип со височина од 80 и дебелина од 20 метри. Основата на браната ќе биде долга околу 280 метри. Во рамки на годишната програма за изградба и реконструкција на улици и локални патишта, општина Кочани ја почнува постапката за поправка на улиците во селските населби. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, за кои е планирано да се инвестираат 3 милиони и 700 илјади денари. Според техничката спецификација, ќе се изврши реконструкција и асфалтирање на 2 крака од улицата Маршал Тито во Градовци, во вкупна должина од околу 350 метри. Исто така, ќе се реконструира дел од улицата Христијан Карпош во населбата Оризари во должина од 400 метри. Предходно оштетениот и ископан асфалт од улиците ќе биде изгребан и ќе се отстрани, а на негово место ќе се постави нов асфалтен слој. На одделни места, каде што оштетувањата на коловозот се поголеми, ќе биде поставен и нов тампонски слој од камен. Јавниот повик за избор на изведувач е веќе објавен, а рокот за пријавување на заинтересираните фирми е до 21 октомври. Рокот за реализација на реконструкцијата на улиците е 6 месеци, што значи дека предвид е земен периодот за одржување на локалните избори, односно изведбата на реконструкцијата ќе реализира новата локална власт.
Пресконференција посветена на поддршката на спортот во општина Кочани одржаа кандидатите за советници од листата на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. При тоа во обраќањето до јавноста беше истакнато дека зацртана е изградба на нова спортска сала во градот. Сведоци сме на секојдневното намалување на интересот за спортови, во време кога повеќе од нужно е како за младите, така и за повозрасните занимавањето со некој спорт. Од друга страна, недостатокот на градска спортска сала е една од причините за досегашната состојба со врвните колективни и поединични спортови во нашата општина. Со изградбата на овој објект ќе се створат услови за враќање на некогашниот сјај на кошарката, ракометот, борењето и поединичните спортови кои во не така далечни времења беа гордост на нашиот град. А со тоа ќе ги поттикнеме младите да се свртат кон спортските активности и отргнат од пороците на денешницата. ВМРО ДПМН е народна партија која гради во континуитет спортски сали, спортски терени и секогаш инвестира во младите и во нивното здравје. Да ја создаваме новата иднина заедно. На Кочани му се потребни промени. Пресконференција одржа кандидатската листа за советници, предложена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. При тоа на пресот беше најавена изградбата на дом за стари и изнемуштени лица во близина на територијалната противпожарна единица во Кочани. Само со грижа за секој поединец можеме да создадеме еднакво општество за сите. Затоа продолжуваме да инвестираме во капитални проекти кои носат локален економски развој, нови работни места во општината и повисок животен стандард. Една од неколкуте капитални проекти кои се дел од програмата на нашиот сегашен и иден градоначалник Никол Чиелиев е изградбата на дом за стари и изнемоштени лица. Со иселување на младите се почесто се проблемите кога нивните родители остануваат сами и нема кој да се грижи за нивното здравје. Исто така, во овој динамичен свет, се почесто семејствата не можат и немаат време да бидат постојано со оние стари лица на кои им е потребна нега. Затоа, изградба на дом за стари изнемоштени лица е проект кој е неопходен како за општина Кочани, така и за регионот во целина. Проектот предвидува капацитет од 156 лица, изграден од приземје и 3 ката со вкупна корисна површина од 5568 метри квадратни. Тој има регионално значење затоа што е подржан од сите соседни 11 здруженија на пензионери од другите градови што гравидираат околу општина Кочани. После се она што е сработено во изминатите 4 години, немаме конкуренција, не постои друг концепт. Покажавме дека умееме постојано да одговараме на предизвиците и посветено да ги совладуваме тешкотиите. Ние сме закочени со европски лик и задоволни граѓани. Кочанските планинари, членови на планинарскиот спортски клуб Осогово, учествуваа во акција на планината Кожув за искачување на врвот Зелен брег. Освојувањето на врвот со надморска височина од 2172 метри беше во организација на планинарскиот спортски клуб Кожув од Гевгелија. Се работи за традиционален меморијален марш што се одржува во спомен на планинарот Димитар Кангов Кангата, кој пред повеќе од 15 години го остави својот живот на Кожув планина при обид за искачување на врвот Дзена од грчката страна. Меморијалот е и дел од календарот на акции на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Должината на патеката во еден правец изнесуваше околу 7,5 километри со висинска разлика од 660 метри. Таа спаѓа во категоријата лесни патеки, а поволните временски услови овозможиле да учествуваат поголем број планинари и влюбеници во природата од целата држава. Во рамки на маршот, а во спомен на трагично загинатиот гевгелиски планинар, на учесниците им беа доделени признанија за поддршката.